на телефонска и видео линија го имаме Благоја Спасовски, кој ни се јавува од Америка, односно Соединетите Американски држави, Лас Вегас. Благоја Спасовски е од Скопје, но сега живее таму во Лас Вегас. Па Спасовски, добар ден или добро утро е кај вас. Повелете да ни кажете зошто вие прво ни се јавивте од таму ваму. По кој повод, по која причина? Добар ден на сите гледачи и слушатели. Јас сум Благоја Спасовски од Скопје, населба Маџари 2. Иначе мојот прекар, фудбалерите и публиката по Скопје и Македонија го знаат како во бело. Веќе сум 25 години во Лас Вегас. Моментално се јавувам од Санта Роса, Калифорнија. Тука гостувам. И што беше вашата идеја? Вие ни се јавивте и не изненадивте со вашето јавување овде кај нас, односно мене ми се јавивте. Јас кога видов Благоја Спасовски, не ми беше јасно кој се јавува и зошто се јавува. Што ве поттикна да ни се јавите? Господине Иге, ја ме провоцира да се јавам. Прво, таму на вашата веб страница и на вашиот портал не го најдов телефонот, ама ме ракија сум да вртам по телефони, па и сега со овој виберот, иако имам и друга линија, она обичната линија не е ефтина, некоја веб страница од Белград ми дава поефтини разговори, на златната книга го најдов вашиот број. И се јави. А вие што ги правите тие портали, интересни се за македонскиот фудбал. Па викам, чекај да се слушнам со човекот, ја имам сигурно мојот надпревар е интересен, се уште ќе биде интересен за сите, иако поминале долги години. Иако јас сум се збогатил со старосни години, али архивскиот материјал се останува архивски материјал. Повелете вие. Значи, зборуваме за 15 март 1981 година, еднососедско големо дерби победа Пелистер. Токму тој надпревар ве поттикна да се јавите сигурно. Да, тоа голема провокација беше да ви се јавам. Тој надпревар ми е во срце, ќе остане исто како да сум бил, како да сум судел негде по Европа, ама моите предпоставени не ме делегираа таму, не бев на таа листа, али Господ па ме делегира у Америка, ама како работник. Сега, 15 март 1981 година, 44 години помина и вие се сеќавате на тој надпревар, постојано вие во мислите, биејќи го гледале рекорден број гледачи во Прилеп во историјата, немало ни пред тоа, ни потоа толку. Сите места за седење зафатени и сите места за стоење исто така зафатени, цел стадион со многу народ. На што се сеќавате? Господине Иге, тој надпревар, може би ја нема да го добиев да го судам, али тогаш беше ритамот на делегирање по пат на жребање. Значи жребката ве сакаше, среќата ве посака. Среќата тогаш ме посака и го добив надпреварот. Тој надпревар беше меѓу првите кола на пролетниот дел. Се сеќам убаво таа трибината на стадионот Гоце Делчев беше делимично дали да ја пуштат, дали да не ја пуштат за публика, но сепак ја пуштија. Кога доаѓам таму, тоа беше нешто величанствено. Милина и од фудбал и од публика, од се. Милина, тоа беше надпревар. Иако беше
таксата, да не речем тогаш марки, не знаев ни што се марки, сега знам што е долар, тогаш не знаев ни долар ни марка, сега имате вие тамо евра. Таксата беше како 10 марки, да речем, тогашни. Не е како вие нашиве сега мои колеги што судат по Европа и нивната такса еден стан да се купи у Скопје. Може и претерува малце. Јас се извинувам, ама така е. Ако некој ме слушне, слободно, нека ме пријави и нека поднесе тужба. Имам документација да дојдам у Скопје. Имам документација, регуларен државјанин на Соединетите Амерички држави. Да, меѓутоа да не одиме толку далеку, да се вратиме на овој надпревар. Како изгледаше вашето прво излегување на теренот од стадионот во Прилеп на тој надпревар, на тоа дерби? Тоа дерби... Како излеговте кога видовте многу народ? А тогаш бев храбар, млад бев, тогаш бев на 30 години. Храброст голема. Немаше притисок од домакините, немаше притисок од гостите. Имаше некоја предигра пред надпревар, покојниот Драгче Цветковски, што господинот Борче Ангелевски му дојде у Скопје, или се ви вика тој што ќе му вршиш притисок на Лобело. И толку беше. Надпреварот заврши со добра оцена од контролорот еден Тошо Венинов од Скопје. Го знаат по старите колеги. Немаше кај него привилегии. А беше делегат Живко Тодоровски, секретар на собрание на Република Македонија, на првото собрание во самостојување на Македонија. Малце се оддалечувам. Ајде, вие прашувајте ме малце. Дали можевте вие да предпоставите се извинувам. Дали можевте да предпоставите вие дека ќе има таков амбиент од толку многу народ? Предпоставуваш. Таа Републичка лига, господине Иге, беше квалитет. Една победа излегуваше, влегуваше, само што не влезе у прва лига. А беше член на Втора сојузна лига Исток. Видна улога играше, да речем, малце сега ја. Вака се изразувам, мојот вокабулар не е толку јак. А една победа играше у Републичка лига, тогаш кога играше, Пелисте беше добар. Па тука беше Тетекс. Милина. Иако беа таксите мали, ме приликуваше фудбалот. Значи големо беше задоволството, голем беше меракот да се суди на такви надпревари. Голем беше меракот, работев у Металски завод Тито, не завршив некоја голема школа, ама тука еден, не знам, публиката го знае, у Скопје Богдан Енглезот, што бил функционер и у Динамо Загреб боравел некогаш одеден од директорите на Марк Петров, па тука на една средба у Лас Вегас, и он живееше у Лас Вегас, покоен сега, па се спростистави како ве вика Лобело нема факултет, па и сојузен судија да станеш, сепак е нешто. Па голема утеха ми даде. Голема утеха. Да не се оддалечуваме од надпреварот. Надпреварот беше милина. Немаше никаква заметка ни од гостите, ни од домашните, а ни од контролорот. Еве во весниците тогашни вечер Нова Македонија излегува и Спорт Белградски, имате висока оценка од овие известувачиве, оцена 9. Судија Благоја Спасовски од Скопје, оцена 9. Сега и да се подсетиме и на составиве на екипите. За победа Тодоровски, Глушевски, наместо Глушевски влегол во игра Орде Котески, па Владо Димовски, Рубин Ѓорѓиовски, Илија Најдовски, Лазе Петрески,
Гоце Манески, Јове Магдески, Ристо Глигоровски, Венцислав Сусулески, Златко Конески и наместо него како резерва влегол Милосовски, тренер Мома Илич на победа. За Пелистер Димитровски, Богоевски, Мицевски, наместо него влегол Љупчо Љамчевски, па Наум Љамчевски, Митревски, Канатларовски, тоа е Драги Канатларовски, Трајановски, Нечовски, Бошевски, наместо него влегол Зекич во игра, па Димевски, Упалевски, тоа е Пепи Упалевски, капитен на екипата, тренер Наум Бутевски. Се сеќавате сигурно на сите овие имиња презимиња? А сите овие имиња се сеќавам. Имате и фотографија каде што сте стикани со капитените Тоде Тодоровски и Пепи Упалевски на центарот на теренот пред самиот почеток на ова големо дерби. Како не се сеќавам, господине Иге? Иако меморијата веќе послава, ама се убаво се сеќавам тој мартовски ден. Беше председател покојниот мината Благоја Миновски мината. Благоја Спасовски си дојде со автобус се врати, случајно пројде на Пелагонија тури со автобусот, мината го заустави, а не става никаква замерка дека не го гостили и тие работи. Немаше ништо проблем тоа. Победа си е победа, дај Боже да се вратат тие денови. Еве да подсетиме, резултатот беше 3:1. Сите три гола ги постигна Гоце Манески за победа, за Пелистер Миле Нечовски. Се сеќавате сигурно како паднаа головите? Головите паднаа Милина, бранеше Димитровски бранеше за Пелистер, да? Димитровски за Пелистер, точно. Димитровски бара, се сеќам една убава акција имаше Герт Милер Глигоровски, па лета како да кажам, како ракета лета бара пенал. Тогаш пропозициите не налагаат да дадеш жолт картон за изнудување. Пројде без никаква опомена, али немаше спорни моменти. Дури македонската телевизија, тогаш телевизија Скопје, имаше една мала репортажа. Господинот Таско фино ме пофали у репортажата. Тоа е Атанас Костовски, да кажеме. Да. Атанас Костовски ме пофали у репортажата, вика судијата, вика има ист критериум како за гостите, така за домашните. Тој надпревар е мене единствен надпревар што е по големите. Ја не бев на сојузна листа, иако имав сојузна категорија. Да подсетиме на изјавата на тренерот на победа Мома Илич. Тој по надпреварот има изјавено во весниците: се уште не можам да се соземам, да верувам дека на еден надпревар од републичко ниво дојдоа толку гледачи, толку многу народ. Тоа го вика момчило Мома Илич, кој играл и за Црвена звезда како играч, но сега како тренер на победа изјавува. Значи и тој не може да се соземе. После тој надпревар у Скопје дојде, гледав Вардар со судиите, еден од судиите беше Зоран Ребац од Мостар, судеше на Вардар, и он вика, како у Македонија, вика 25.000 гледачи на Републичка лига. Па еден од колегите, вика, овој судија, вика, го судеше на превар. Тоа, како да речем, малце да некого уредам, у една година у оваа нашава прва лига сега нема толку гледачи на сите надпревари. 25.000. Може некој увреди. Ама Белки со новиот председател сега, начело со Масар, а и со помош на Миленко,
ќе се врати фудбалот. Ќе се врати фудбалот. Да почека. Да, рековте дека имаше репортажа од овој натпревар на телевизија Скопје, сегашна македонска телевизија, но чинам дека таа репортажа тешко не може да ја најдат таму во архивата. Инаку тогаш кога се даваше репортажа, цела држава гледаше, цела република беше заинтересирана за тие снимки. А тоа беше одмah после оној спортски преглед, југословенскиот спортски преглед, не сваќаш? Да, од телевизија Београд. Па идеш тоа на сите телевизии се уклучуваа, сите надпревари си ги даваа, сите надпревари. А ова репортажата идеше, после тој се викаше, таа емисија се викаше спортски преглед. Да, секако. И тоа беше 5 минута репортажа, ја е бара до телевизија, ја нема, благодарам полно. И они сакаат да ја пронајдат, ама ја нема. Ја немаш и не можеме, вика Благоја, ништо да направиме. А знаеме, сакаме да ти помогнеме и тебе, зашто ти ни вршеше работа, ни ги носеше касетите од сите надпревари, кај што си бил судија и поможни. Касетите. Она од нашата, која се формира првата македонска лига. Самостојување на Република Македонија. Дали со некои од овие актери се имате видено или контактирате се уште, например, има тука и големи звезди што стана, да речеме, Ристо Глигоровски играше и прва лига за Вардар, која победија Партизан 5:0, сега да не се подсетуваме на тие. Меѓутоа, еден Илија Најдовски стана европски и светски шампион со Црвена звезда, Илија Најдовски. А пак од Пелистер, Драги Канатларовски исто играше во Црвена звезда. Значи има големи имиња. Дали контактирате со некој од нив се уште? Сите се знам, со сите се знам, се познавам. Иако сум веќе 25 години во Лас Вегас, ова интернетот ме испровоцира да останам повеќе у Лас Вегас. Завод Тито го снема, мене возраста не ми дозволува више ни судија, ни контролор, а и не обожавам да бидам контролор, па никако ни делегат. Али овде у Лас Вегас до некаде се снајдов. Имам чинот е влезен у што, да речем онака панаѓурски, па имам мобилата помош од него, што не ја барам. И нема ни да ја барам. Ја имам кој што ќе дојде у Лас Вегас, добро дошол. Сега ќе има Америка светско клубско првенство. Од Европа доаѓа 12 екипи. Лас Вегас не е стадион, 2 стадиона има, не е у игра за ниеден надпревар. Кога сме кај новиот стадион, присуствував на надпревар Парагвај, Бразил. Стадионот надвор топлина 50 степени, внатре 20 степени. Па билетот не беше толку скап за Бразил, да речам, $150, ама Парагвај поубаво играше него Бразил, не оној Бразил што го знаеме ние Бразил. Ама судија како судија свиреше за мене непостоечки 2 пенала за Бразил, па колегата до мене што седевме заедно вика Бело, па и ти да судеше, вика уште заедно ке судеше за Бразил. Бразил. Добро, значи ги следите и овие настани што се сегашни актуелни фудбалски. Меѓутоа, Да. еве мене пријатно ме изненади што се уште ве паметат како име и презиме поранешен судија овде меѓу љубителите на фудбал, односно инволвираните во фудбалот. Сега неодамна се сретнав со Петре Илиовски, секретарот на Општинскиот фудбалски сојуз во Прилеп, и му спомнав за нашата комуникација. Благоја Спасовски, само што кажав, и тој во секундата веднаш се сети и рече, па тој е оној отличен судија од Скопје.
и кажа и за овој, мислам дека прекар сега спомнавте. Некако и јас пријатно се изненадив што наеднаш се сети за кого станува збор. А вие сте долго време 25 години во Америка. Ова сега свеќе сум и на пензионерска инфузија. И се уште сум активен. Ако сум на пензионерска инфузија, се уште и работам. Тука правилата ги дозволуваат. А работата доста овде ми помогна за ова движение. Имав проблеми со здравието. Ама еден бев критичен, да не речам, па бев и у мртвачката соба, ама воскреснав до некаде. Еден од старите контролори, такому на Ристо Начевски, шахистот, беше и он контрола, бил некој пат судија, и ми рече, фино се сеќам, Благојче, припази, поштените умираат два пати. И се случи тоа. Значи, надежта е, во секој случај, она што последна умира. Умира. Секојаш надежта мора да е присутна. Колку го следите вие македонскиот фудбал сега? Ако не го следа македонскиот фудбал, Иге, сите резултати ми се на длан. И кога сум на работа, на телефонот, кога сум дома, и сега снимките, како што гледам, идат сте убаво, па ова сега некои спорни тамо моменти, што ти ја знам. Ајде, да не зборувам, тоа ќе раштити, господинот Масар ќе раштити. Има сила, со помош на Миленко, ја на Миленко и му бев и помошник, и Миленко и судеше малце, ама поставам со факултет. Иначе Миленко... Се префрли на новинарството, сигурно. Како? Не верувам. Се префрли на новинарството, Миленко Неделковски. Миленко е после на новинарството, беше он живееше и у Америка. А Миленко знае да брцне у свој джеп, длабоко да брцне за фудбалот. Никој не би рекол во Македонија колку што Миленко знае да брцне у свој джеп за фудбалот. Го водеше Скопје на 2-3 пати. Која пара Миленко даде таму. Така му на Миленко беше прв меѓународен судија у Македонија, господинот Борче Неделковски. Да. Кога последен пат сте биле во Прилеп, да ми кажете? Последен пат во Прилеп сум бил, да не речам, пред 25 години. Дали може би кога Победа играше со Перуџа овде во Прилеп? Не, или со Парма во Скопје? Ја гледав. Го гледав на преводот на телевизија. Го гледав. Тогаш беше фино зборував и со господинот мој пријател и ментор Трајче Мажовски, кога беше секретар на Победа. Се сеќавате, нели? Секако. Трајче. Тој долго време беше секретар на Победа. Секретар на Победа и меѓународен судија и он беше. Да, меѓународен судија, секако. Иге, ќе настојувам. Од Прилеп покрај Трајче Маđовски беше и Перула Костовски меѓународен судија. Сигурно се сеќавате. Скопје, знам дека бил од Прилеп, а он се водеше од Скопје. Да, ама прилепченец, ние го знаеме дека е прилепченец. Така. Судеше финале на Куп на европски шампиони тогаш, се викаше во Белград. Во Белград судеше, он беше помошник. Да. Гогулович. Он беше помошник Ајакс и Ајакс играше. Ајакс и Јувентус. Да, Ајакс и Јувентус, ама он беше помошник, а судеше Миливој Гогулович низ лијата. Да. Се навраќаме на убави, прекрасни времиња во минатото. Спасовски. Прашајте ме, ја прошетав тука многу држави, бев и у Јужна Америка, и вамо и таму. Прашајте ме, само ви се извинувам што ви
што сум толку захтевен, која држава највеќе ми се допаѓа? Ајде кажете сами. Ете, прашањето сами си го поставивте. Југославија. Таа што не постои. Таа ви се допаѓа Што е? најмногу. Што ви се Југославија. допадна најмногу во Југославија? Фудбалски клуб Партизан Белград. За него навиовте? И навијам и уште ќе навијам, иако е во тешка криза Партизан. И сега го следите редовно. Редовно го следам Партизан. Еве ги учам и внучињава да навиваат за Партизан. Сега сум на гости кај нив овде. Едното дури најката, ја не сум захтевал, па најката го ставила средното име Лобело. Што значи тоа Лобело? Иге, а Кончито Од каде Лобело произлезе тоа Лобело? А тој беше, тоа му е презиме на италијанскиот судија меѓународен, а да не речам пред 30 години, 40, он потекнуваше од Сиракуза, од Сицилија. Беше голем судија, Кончито Лобело. И син му Розарио почна по негови стази, дури он беше на листа, али он не успеа да ја фати патеката на таткому. А Кончито Лобело беше, прашете ги по старите колеги тамо и од вашите новинари по старите, ќе ви кажат. Да му судевте на Партизан, да му судевте или му имате судено? Да му судевте како ќе изгледаше тој надпревар? На Партизан ја не бев на листа тогаш па да му судам на Партизан. Еве на пријателски надпревар. На пријателски надпревар дојде у Скопје, Партизан пријателски надпревар направи со Вардар, тогаш веќе у самостална Македонија, како гостин Партизан пријателски надпревар, мојот пријател Емил Божиновски го судеше надпреварот, ја бев резервен судија. Сепак сум бил судија на Партизан. И тоа е утеха. Како би било да се суди на некој клуб за кого се најмногу се навива? Односно најмногу се сака. Дали е тоа возможно? Добро иде. Малце незгодно прашање, ама ќе одговарам. И сега нормално малце не драстично да го штитиш и гостинот и противникот, али сепак симпатии се симпатии, неизбежно е. Неизбежно, а не и да оштетиш и противникот. Сега знаеме како фудбалерите преку фудбалот си го вадат парчето лед. Непријатно е да оштетиш клуб, а луѓето тие фудбалери живеат од таа премија, од тоа здравствено осигурување што им го дава клубот. Ако зборувам за здравствено осигурување, поаѓам тука од кај мене, многу е скапо здравственото осигурување во Америка. Верувајте ми. Сега за судењево да се вратиме, да ве прашам уште, што мислите за ова ВАР системот? Малце незгодно прашање, тоа во мое време го немаше, сега ова... Има и позитивни и негативни страни. Како? Има и позитивна и негативна страна. ВАР системот. За мене ВАР системот не треба да постои. Кога не еден судија сте му дале право и дозволи, има секоја квалификација да суди еден надпревар, он е тамо. Ако направи грешка, може и да се понови надпреварот. И судијата да го снема, извини вака малце, што сум груб и брутален. Не да го снема од листа. Тука би завршиле со разговоров. Моите прашања се тука некаде се потрошија. Претежно зборувавме за надпреваров од 15 март
1981 година. Вие ако сакате нешто да дополните, повелете. Благодарам полно. Иге не ме персира, јас сум работник и ќе останам работник. Такам, еве, ќе соберам сили. Вие сте легенда, фудбалска судиска, и ќе останете легенда. Благодарам на комплимент, благодарам полно. Па ќе настојувам, малце се опоравив, сега сум добар, па ќе најдам физичка сила за авионот да пребродам оваа големата бара. Финансиски сум па до некаде добро подкован, ама па физиката сега малце нешто слаба. Ќе соберите сили сигурно. Ќе соберам, сепак ме влече Македонија, ме влече и Партизан, ама сега ги очекувам, па може и Македонија ќе се квалификува на наредното светско првенство. Ќе одржава, нели, како што јавноста знае, Америка, Канада, Мексико, до поголем број учесници, па се надевам на тоа дека и Македонија ќе дојде, па да бидеме живи и здрави тука и да се видиме. Повелете и вие. Ви благодарам и секако и понатаму ќе комуницираме и вака, а ако се видиме уште подобро и физички непосредно. Господине Иге, благодарам полно што ме поканивте на вашиот портал да бидам гостин. Мојот телефон е отворен 24/7, тоа што го викаат сега популарно. Иако сме со временската разлика малце повеќе, али не, тоа за мене не игра улога никаква. Јас се огласувам на секој момент, дали ќе биде и у полноќ, дали преку ден. Мене тоа го не постои да не дигнам телефон. Ама на никој. Спасовски, кога се спомнува овој надпревар победа Пелистер, овие што се повозрасни им течат солзи од носталгија. Како мене ми се наежи телото сега. Иако синот ми дозволи овде у неговата ординација, ја викам ординација, ама ова е канцеларија, он е архитекта, ја викам ординација, фино ми подготви. Ова се наоѓаме у Санта Роса, еден град, малци географија, еден град 100 километри од Сан Франциско, во Калифорнија. Тука нема тутун како у Прилеп, има лојза, ама нема меѓи. Само лојза е, а нема меѓи. И винари. Малци да пренесам на нашиве гледачи у Скопје и слушатели. Калифорнија е за мене скапа држава, малце вега се поети. Сепак здравието е најскапо. Ви благодарам да сте живи и здрави и се најдобро ви пожелувам понатаму. Амин. И кај вас се да биде најубаво, пак да се слушнеме за добро и за арно. И уште еднаш, повелете во Лас Вегас, повелете у Санта Роса, Калифорнија.